Спортски поздрав, почитувани гледачи на новото издание на Спортска анализа на Спортска мрежа, во која што зборуваме за втората лига. Ќе начнеме некои теми. Ова ќе биде емисија која што ќе биде отворена за сите да можат да ја следат, меѓутоа ќе биде најава за следни емисии кои што ќе имаме, меѓутоа ќе бидат од затворен карактер, односно ќе бидат наменети за нашите мемберси на нашиот YouTube канал Спортска мрежа подкаст, каде што ќе можете да ги следите. Ние претходно таму имавме неколку емисии кои што практично откривме некои поексклузивни информации, најавивме неколку трансфери кои што веќе се оствари, како што беше трансферот на Владимир Жоглев, кој што ние таму во таа емисија го најавивме неколку дена претходно. Исто така најавивме некои други информации, други трансфери кои што ќе можеме да ги очекуваме во следниот период. И сега кога зборувам на оваа тема на втора лига, ова ќе биде само најава, затоа што ние подготвуваме уште неколку емисии, меѓутоа кажав, тие емисии ќе ги емитуваме во следните денови, ќе бидат наменети само за нашите мемберси кои што одвојуваат по 150 денари, кои што се наши членови, че имаат месечна претплата 150 денари, каде што практично ги следат овие ексклузивни информации, каде што ние први ги објавуваме се однесува на втората македонска фудбалска лига. Секако во следниот период ќе имаме и теми, односно емисии поврзани за првата и за втората и за третата лига, меѓутоа и за женскиот фудбал, за футсалот и секако останатите спортови кои што ќе ги третираме во следните емисии, односно штом се спушти завесата за затварање на есенската полусезона. Кажа втора лига, ние веќе го најавивме трансферот претходно кој што се потврди, тоа е Владимир Жоглев, кој што е веќе нов играч на екипата на Шкендио Тарачиново, кој што веќе имаше и уште едно заселување, тоа е голманот Антонио Столевски, кој што пристигна од Слога Виница, во кој што еве дресум и јас во оваа емисија, ова е дресот од Слога Виница посветен на нас на Спортска мрежа. Така да оваа емисија, кажав, отвараме неколку теми. Антонио Столевски веќе е дел од Шкендио Тарачиново, голманот кој што од Слога Виница, и ние направивме практично едно интервју со него, може да го прочитате на нашиот веб портал Спортска мрежа, каде што тој зборуваше околу неговиот трансфер, околу самата кариера и некои други теми кои што ги отворивме, така да јас ви препорачувам да ја посетите sportskамрежа.mk и тука да практично прочитате повеќе околу се она што Антонио Столевски го изјави за Спортска мрежа. И сега, кажав јас Владимир Жоглев, сега се отвара прашањето, веќе Осогово води некои интензивни преговори кои што ние ќе ги соопштиме во следното издание, кое што ќе биде, кажав, од затворен карактер. Таму ќе кажеме Осогово веќе со кои води преговори и кои би можеле да бидат опциите за замена на Владимир Жоглев, откако тој замена од Осогово во редовите на Шкендио Тарачиново. Тука се отвара простор во кој што веќе раководството на Осогово од Кочани размислува за еден искусен играч кој што треба да биде донесен во Осогово, така да ќе има можности, кажа, во следното издание за неколку денови да соопштиме подетално околу можниот иден трансфер на Осогово, не само на тоа, туку и други опции кои што се во игра. Се отвара трансфер пазарот на 15 јануари официјално до 11 февруари, меѓутоа екипите веќе водат преговори, веќе се стават подписи на хартија, се договарат заселувања. Антони Петичук пак се раздели со Беласица, по 6 месеци не одигра нешто повеќе прилепченецот во дресот на Струмничката фудбалска гордост, но некаде не е ова изненадување разделбата, затоа што Беласица има амбиции и сака да ги напаѓа позициите кои што практично водат кон првата македонска фудбалска лига. Тоа е првата позиција која што директно води, како и останатите две позиции, односно вториот и третата, кои што водат кон баражот за прва лига, можен влез. Затоа веќе се отвора простор да Беласица се ослободат играчи на кои што нема да смета или кои што можеби не се покажале или не се докажале во дресот на Струмничката фудбалска гордост, да веќе се отвора простор за поквалитетни заселувања. Имавме еден краток разговор со тренерот на Охрид, Ромео Кочевски, кој што за Спортска мрежа потврди дека целта на тимот е да се сочува
овој ростер кој што го имаат, односно играчите од есенската полусезона се засочуваат и за пролетниот или секој тука да има неколку засилувања. Имаме ексклузивни информации кои што ќе ги објавиме во нашето следно издание за оние кои што се претплатени на нашиот YouTube канал, ќе може да слушнат околу кои екипи се заинтересирани за Иван Глигоров, дали Охрид ќе успее да го сочува Иван Глигоров и дали кои екипи би можеле да го договорат подписот на Иван Глигоров, бидејќи тој е најдобриот стрелец во втората лига, најдобар стрелец е и на Охрид. Од таа причина Охрид ќе биде потерен, ајде да речем, можеби притисок да успее да го сочува на својот најдобар поединец. Секој тука има и доста други кои што се заслужени за овој успех, бидејќи Охрид е есенски шампион, како што е Глобална Дамја и другите, тука не можеме да ги одвоиме, затоа што Охрид имаше на фантастична есенска полусезона. И сега кога зборуваме околу засилувањата, знаете дека ние ќе ја погледнеме сега комплетната табела, бидејќи во претходното издание на Спортска анализа анализиравме и чекавме нисходот практично од последниот надпревар кој што се одигра во Радовиш. Сега врз основа на тоа што тој надпревар се одигра, Детони Плачковица со голот на Иван Галевски го доби надпреварот против Скопје со минимални 1-0, надпревар кој што морам да потенцирам дека Скопје навистина беше лош, да не речем катастрофален, поготово тоа прво полувреме и 4 измени кои што ги направи тренерот Александар Таневски донесо некој резултат во смисла на самото подобрување на самата игра, меѓутоа не е резултатски подобрување, затоа што практично тимот создаде неколку зрели шанси, меѓутоа резултатот не се промени, затоа зборувам резултатски можеби се подобри, имаше прогрес во самата игра подобрување, меѓутоа самиот резултат остана 1-0, имаше таму една статива, па една пречка, добра интервенција на голмот Димитар Георгиев и така натаму. Но со ова веќе имаме конечната сама табела во втората македонска фудбалска лига. Јас предлагам овде речи ако може да ја видиме табелата, да ја имате пред вашите екрани за да можеме појасно да анализираме заедно. Еве ја и самата табела пред вашите екрани, кажав Охрид есенски шампион, 36 бодови на своето конто, фантастична есен имаат охриѓани, зад себе тука може да видите 11 победи, 3 реми, 1 пораз од Шкендија Рачиново. Најефикасен напад, 38 погодоци, од кои 12 и тој едниот кој што треба Охрид да издейства административно за да се врати, бидејќи Иван Глигоров стрелаше против Шкендија Рачиново, меѓутоа беше пишан тој погодот ми се чини на Ерен Парталко, така да се водат и некои административни работи таму за да може да биде пишан тој погодот. Во тој случај Иван Глигоров имал 13 погодоци, Виктор Ангелов од Скопје имал 12, така да ќе видиме официјално тоа кога ќе биде потврдено. Од друга страна, втора најдобра одбрана после она на Шкендија Рачиново и Брегавница, 10 погодоци, толку погодоци прими Кожов и Детонит. Значи фантастична есен морам да кажам, затоа што навистина добро одигра рибарите. Шкендија Рачиново е втора, тие 2 порази, може и поразот од Брегавница и не е нешто лош резултат или не знам, сепак сте изгубили од конкурентот, меѓутоа неочекувано беше поразот од Новаци, кој што пак ќе спомнеме понатаму самата емисија покажа навистина добар фудбал и доста добро се покажа пред се во одбраната, затоа што гледате дека Новаци има пак третата најдобра одбрана со 11 примени погодоци, исклучително добар тим направи Дарко Крстевски, повлезот и на спонзорите Евротип Минти и Голд Фелиција. Шкендија Рачинова втора, 35 бодови, со 2 порази, 2 реми, 11 победи, практично Охрид е единствениот тим кој што има само еден пораз. Најдобар биланс, секако, Брегавница трета, 33 бодови, ќе видиме Штипени како ќе се засилуваат, и ако таму има најави дека ќе има неколку засилувања, за да можат во пролетниот дел Штипени, односно популарните сини на Владко Костов да ги напаѓаат позициите на Шкендија Рачиново, кој што ја води Лјупче Марковски, Калаци и Охрид кој што го води младиот стратег Ромео Кочовски. Уште еднаш ќе кажам, имате можност на спортска мрежа да прочитате и што изјави Ромео Кочовски. Ќе разговараме ние со сите тренери, имате исто така разговор со тренерот на Новаци Дарко Крстевски. Ќе разговараме со сите тренери практично до почетокот на зимските подготовки. Класица четврта. Нашите анализи кои што ги направивме ние во претходното издание
се потврдија. Беласица посакуваше пораз или реми на Скопје, тоа се оствори. Беласица остана четврта, 31 бод, Скопје е пети, 29 бодови, тој пораз веќе му прави сериозни проблеми на тимот од Автокоманда кога го прашни барем првата позиција, затоа што веќе има 7 бодови за останување. Ќе биде навистина тешко затоа што Скопје ќе мора многу да се промени, да се екстра квалитетни зелувања. Еве го Новаци, 6-то место, 27 бодови. Дарко Крстевски вака вели во интервјуто за Спортска мрежа: ако некој ни ги понудеше овие 27 бодови пред почетокот на сезона, тогаш ќе речеме дека многу верува во нас. Меѓутоа, тимот направи навистина одлична есенска полусезона, одигра навистина одлично. Јас себе пред мене го имам интервјуто кое што го направивме ние со Дарко Крстевски, еве го така гласи самиот наслов: ако некој ни понудеше 27 бодови, ќе мислевме дека многу верува во нас. Ова се зборовите на Дарко Крстевски. Вели во самото интервју дека почетокот бил навистина тежок, но тимот издржал затоа што било неизвестно дали воопшто ќе продолжат Новаци со надпреварување. Вели дека имало се до превземањето на тој финансиски дел, односно повлезот на спонзорите, не знаевме века ниту дали ќе продолжиме да се надпреваруваме во лигата, меѓутоа се појави Евротип, Минти, Голд, Фелиција, работите се борување во минута, меѓутоа ние не бевме свесни да се апелира до самите играчи дека не можеме никој да ни го врати времето за работа која требаше да го одработиме. Тука мисли на подготовките, знаете дека Новаци многу тоцна почна со подготовки, краток беше периодот, тие практично како што вели тренерот, ни самото првенство се воигрува, ни самото првенство се подготвува, вели дека можеби некаде направиле некој кикс на изгубени бодови, меѓутоа пак имаат и непланирани бодови, како што е пример триумфот практично против Беласица во Струмица. Така да тука се тие три важни бодови. Извлекоа и бод на тешкиот терен, тешкото гостување во Радовиш со Детони Плочковици. Тука навистина одигра Новаци добро. Вели 27 бода, велам се дека се многу добри и сега едноставно дадовме добра слика на спонзорите кои што мислам дека размислуваат во една позитивна насока. Меѓутоа сега имаме една пауза каде што практички треба да размислуваме тие ние да видиме дали можеме да ги напаѓаме тие места кои што би можеле да не доведат до првата лига. Тука пред се мисли на бараш позициите. Меѓутоа пак велам се уште не сме спремни, меѓутоа ако ни се укаже прилика за такво нешто, ќе го направиме и тоа. Значи Новаци оценка ќе ги напаѓа второто и третото место. Значи сега и останува период на мала реорганизација која што ќе треба да се види каде што им фали и што им фали, каде им фали, да се подготви добро екипата за пролетниот дел и секако нели да пробат да ги напаѓат тие позиции. И сега од друга страна ние зборувавме за одбраната, затоа што гледате трета најдобра одбрана после оние на екипата на Шкенди Речиново и на Бреганеца со по 9 примени погодоци, по 10 погодоци има екипите на Охрид, понатаму Детоник Плочковица и Кожов, трета најдобра одбрана е она на Новаци со 11 примени погодоци. Во одбраната вели го добивме Христијан Драгарски, тука тие се зацврстеле. Откако претходно се повределе Дарко Велјановски и Бојан Стефановски, меѓутоа вели дојде Драгарски, направи некои комбинации играчи кои што играа многу повисоко, дали во средниот ред или во нападот, ги претворивме едноставно во одбранени играчи и тоа малку може тука бевме вели уплашени, но испадна многу добро сето тоа. Торнески вика го вративме на десен бек, кој што не е десен бек, тој е десен бочен играч, високо игра, горе напаѓач, така да изработи феноменално. А за Драгарски и за Андреј Петковски, двајца со прволигашки искуство, заедно со голман Никола Симоновски, што исто не смеам да го запикулам, кој што имаше одлична есен и тука доаѓа тоа што да имаме нели многу малку премени погодоци. Ова е дел од самиот разговор кој што го имавме со Дарко Крстевски. Што се однесува до засилувањата, размислуваме вели најверојатно 3 до 4 засилувања, но за нагласам дека треба да се направи една анализа во клубот, да видиме на кои позиции ни се потребни играчи и според тоа нели да видиме подготовките вели се планирани за околу средината од месец јаnuари. Сега морам да потенцирам тука. Сите вие кои што сте наши претплатници, односно одвојувате по 150 денари месечно, ќе имате можност во следните изданија за телефонски интервју со некои од тренерите или играчи, капитени, управи, ќе имате можност за видео разговори, ќе имате можност да гледате и некои
гости, кои што дали ќе бидат во наше студио, дали ќе бидат на нивен терен, тоа ќе го договориме дополнително, меѓутоа за тоа велам, оние кои што сте наши мембарси, имате навистина ексклузивни информации кои што ќе ги имате од прва рака, останатите нели ќе не може да ги следат тие толку многу ексклузивни информации. Доаѓаме до екипата на Детонит Плочковица. Успешна есен за Радовишани, 26 бодови, 7 позиција. Не е многу далеку од Детонит, ако гледате од барем третото место кое што води кон баражот за прва лига, само 7 бодови разликата. Со победа го затвори оние есенскиот дел, меѓутоа туку дополнително мора да се потенцира дека тимот на Штипскиот стартер Горан Здравков кој што го води Детонит Плочковица имаат исто така и добар резултат и во Купот на Македонија, затоа што обезбедија четврта финале. Го повторија ланскиот успех со тоа што минатата сезона во Купот на Македонија четврт финале играа со Тетовска Шкендија на градски стадион во Радовиш. Секако загуби, квалитетот беше голем. За Радовишен исто така имаме ексклузива, само ќе начнам темата, ќе има тука 2-3 заселувања, ќе има некое заминување од Детонит Плочковица, меѓутоа не открива ништо повеќе, веќе ние го имаме првото заселување кое што Детонит Плочковица го договори, се работи за повратник во редовите на Детонит Плочковица, за играч кој што многу добро ја знае средината, за играч кој што многу добро победил во редовите на Детонит Плочковица. Ексклузивно за 2-3 дена ќе ја следите емисијата во која што ние ќе го откриеме први ова засилување, кое што исто така ќе го објави неколку дена пред клубот да официјално го потврди, што значи дека нашите мембарси кои што одвијат 150 денари месечно да ги следат овие емисии ќе имат прва таква можност да видат за кој игра станува збор. Осогово исто така во таа емисија ќе откриеме и околу засилувањето на Осогово во 8 место. Јас би рекол Осогово учи од грешките. Изминатите сезони Осогово играше нонстоп тука некаде околу бара зоната, па се спасуваше во последен момент така натаму. Сега е со 24 бодови на 8-та позиција или во зоната за директен опстанок. Кожув топло, ладно, 9-то место, пропуштени 2 бода со Вардар неготино, навистина беа комечни тие погодоци. Ние ги анализиравме тие погодоци во нашите претходни издания. Предлагам овде да ги погледнеме погодоци, или ако може режија дајте ми ги екран до екран, направете ја сликата за да можат гледачите да ги видат погодоците. Паралелно додека зборувам да течат погодоците, може да видите, ако е спремно режија, ве молам погодоците на Кожув, кој што ги прими практично или на Вардар неготино погодоците. Таму беше 2-0 во тоа последно есенско коло, 2-0, лош терен реално за игра, има многу вода. 2-1, па 2-2, ќе видите особено на 2-2 тој погодок кој што е после на Вардар неготино беше навистина голема грешка. Јас предлагам овде да ги погледаме погодоците, меѓутоа ако може режија исклучете го мојот тон, вклучете го тонот на самото видео, да видите за што стана збор, или ајде ако може на цел екран нека оди, па се враќаме да продолжиме понатаму.
Еве сме назад, ги видовте погодоците кои што практично видовте какви бодови загуби на Кожув. Со тие два бода ќе имаше 24, ќе беше со Осогово, но од друга страна ќе беше Чеко поблиско практично до Новаци, па и до Скопје. Ќе беше сигурно многу полесно за тимот Иван Варадиновски, два бода кои што на крај може да се покажат многу клучни. Дали Согово или Кожув, тука и Детонит би играле бараж, би имале директен обстанок. Ќе биде навистина неизвестно затоа што не гледате дека не е многу голема разликата. Пример, ако Кожув забележи триумф на првиот пролетен надпревар кој што го игра против Брегалница на домашен терен, веќе автоматски има 25 бодови, ќе го помине Осогово кој доколку нели во првото пролетно коло игра на домашен терен дерби со Саса. Една победа, поентата ми е на муавето дека една победа те крева многу високо, еден пораз може да се спушти многу ниско, едно време може да ти донесе до ситуација да паднеш на неколку позиции. Навистина изравната табелата. Потоа доаѓа Саса, Саса исто така со Осогово се мачеше практично по формирањето на втора лига, односно фузијата на втора лига, исток и запад воена лига. Саса се мачеше, ностоп беше тука долу на сезоната, таа сезона знаете дека Саса која што предводеше Сашо Дуков како најдобар стрелец, играше дури во последното коло, го доби Вардар Неготино, меѓутоа го чекаше на исходот од Башкими Тетекс загуби, па на тој начин и Осогово кој што го доби Пелистра, на тој начин Осогово и Саса се спаси, Тетекс испадна, победа играше бараж, па победа потоа преку баражот се спаси и остана во втората лига. Еве го Тетекс кој што спомнав, повратникот во втората лига и 10-тото место го има на или практично го дели 10-тото место, бидејќи имаат изброј на бодови. Ве молам режиште наш ако може табелот овде, екран во екран ќе ве молам. Значи ги имате, гледате 17 бодови Саса, 17 бодови Тетекс, тука околу таа бараша зона и веќе доаѓате пресекот кој што го има надолу, мислам дека ќе биде доста неизвестно. 5 екипи каде што практично можеби Вардар Неготино победа, но некаде ќе има надеж, меѓутоа надеж во смисла на бараж, затоа што не гледам како Вардар Неготино би успел да стигне до 8-то, 7-то, до 6-та позиција, практично тоа се места кои што гарантира директен опстан, затоа што веќе гледате дека многу заостанува екипата на Вардар Неготино. Ако Вардар Неготино заостанува многу, што останува за Слога Виница и за екипата на Преспа. Видите дека 24 бодови, значи 12 бодови практично има негатива екипата на Вардар Неготино од Осогово, 12 бодови што навистина многу. Од Детонит Плочковица веќе плюс 2, односно 14, од Новаци веќе уште повеќе, така да ми се чини дека нема толку капацитет Новаци, односно се извинувам Вардар Неготино, колку и да Вардар Неготино донесе засилување, колку и да Вардар Неготино прави, не знам какви реформи во клубот, што и да прави навистина, сведено ќе биде на баражот и тоа на баражот до 10-тото и 11-тото место, затоа што веќе има 10 бодови дури од Кожув. Иако нели Вардар Неготино имаше таму и катастрофални порази кога тргна како што тргнал Вардар Неготино, ми се чинеше како да сака да руши некоја не знам негативен биланс. Имаше ни катастрофални порази каде што навистина ете поразот 5-1 во гости од екипата на Вардар Неготино, катастрофален пораз 8-1 во Струмецот Беласица. Потоа катастрофален пораз на домашен терен од Охрид 1-5, катастрофален пораз на домашен терен од Саса 1-8. Значи дефинитивно тешки порази имаше Вардар Неготино оваа полусезона, толку тешки што тимот пак успеа да освои некои бодови кои што ете како што беше бодот со Кожув во Гергелија на домашен терен со победа. Имаше некои такви моменти, со Слога Виница успеа да стигне на крај до Реми, беше таму навистина неизвестен надпревар. Добро се држеше Вардар Неготино и со Шкендија речено барем за бод, меѓутоа прими погодоци во финишот. И тоа што е таму се случи
надправо кој што практично некако како што тргнало имаше надеж на тој надпревар Вардар Неготин од причина што имаше и водство, успееш Кенди да го сврти во финишот резултатот, барем ајде Бото ако успееше да со 1-1 или ете ако успееше по тие 3 бодови да ги има Вардар Неготин 15 бодови ќе беше друга приказна. Победа на 13-тото место, победа по испаѓањето од првата лига на макамачи. Секоја година е околу бараж позициите или е место над баражот, жилава борба за опстанок, турбуленции, разноразни ветувања од спонзори, од финанси и така натаму. На крајот победа не е ништо освен клуб кој што се бори за опстанок и оваа сезона не знам како би се спасил клубот барем на директен начин. Директниот опстанок е навистина веќе многу недостижен затоа што колку вие да победувате, прашање дали толку ќе грешат конкурентите. Така да имаме некои ексклузивни информации околу овие екипи, што не би сакал овде сега да ги откривам, ќе оставам тоа да биде за нашите мембарси. И сега имаме една ексклузивна информација за Преспа, кој што се внесува до пролетниот дел и околу самата организација во клубот. Преспа заврши на 14-тото место, 9 бодови. Тие знаете и одигра 1-1 со екипата на Детонит Плачковица, меѓутоа службено го загубија тој надпревар, бидејќи 8 минути игра со 20 играчи по 21 година наместо со тројци играчи и поради тоа го загубија службено од преворот. Правилото е јасно и гласно, треба со 3 да започнеш, со 3 да завршиш, односно во сите 90 минути да играш со тројци играчи по 21 година. Потоа после некако како да беа разочарани тоа што го загубија тој бод, па загубио Слога Виница дома. Практично тука веќе Слога Виница му направи големи компликации на тимот на Преспа, така да второлигашот од Ресен тешко дека би можело освен да стигне некако до баражот, што и навистина ќе биде тешко затоа што барем околу 11-тото и 10-тото место затоа што има 8 бодов негативен, нели? Со 8 бодов веќе ајде некако е достижна разлика, бодовна разлика можам да речем. Преспа исто така мора да се нагласи еден друг момент. Проблемот со лошиот резултат на Преспа се однесува и на фактот што тимот беше неизвестно држан до последниот момент. Знаете дека во баражот загуби екипата на Соло, потоа имаше ждрепка со поразените екипи како што беше Големо Конјер и екипата на Преспа. Тогаш Солови Големо Конјери беа излечени од ждрепката на поразените екипи. Преспа извиси на 2 недели пред започне првенство од 10 дена. Екипата на Беса која што испадна од втора лига и официјално потврди дека нема се преварува понатаму и со ослободено место. Преспа го пополни тоа место и практично минатата сезонските шампиони има директен влез во прва, односно во втора лига и Преспа немаше време пред се да состави екипа, да најде соодветни населување, иако нели можеби немаше да бидат проблем финансиите колку што беа проблем моментот да се најдат соодветни добри квалитетни силувања, односно што беше слободно на трансфер пазарот во тој период. Од друга страна проблем беше и фактот што тимот немаше доволно време да одигра пријателски надпревар, да се подготви така натаму, што е тоа тимот има 3 победи со 12 порази, 9 бодови на своето конто, така да тоа што е. Слога Виница во дресот во кој што сум јас на Слога Виница многу лоша ситуација. Лоша ситуација од причина што таму имавме ајде да имаме хронолошки најпрво. Слога Виница по испаѓањето втора лига водеше трка нели со Вардарски од Богданци, не успеа да стигне до посокуваната цел, беше втора во трета лига исто, меѓутоа минатата сезона направи тим кој што експресно се прошета, начело со Емил Грнев, дојдоа квалитетни населувања. Тимот го задржа костура, донесе неколку силувања, почна порази, високи порази, еден триумф само од Големо Конјери, вториот беше дури во предпоследното коло со Преспа, порази. Тоа се рефлектираше со заменувањето на тренерот Емил Грнев. Сега има две приказни, едната приказна е дека играчите, правотемците стандардни се заминаа како Суки Прошити, како Иван Астевски, Тони Мирчевски, Антонио Столески што веќе има свој нов клуб. Кажав, од овие играчи кои што заминуваат веќе имаме ексклузива каде би
и ја продолжиле кариерата, тоа секој ќе слушате во спортска анализа на спортска мрежа која што е намената за нашите мембарси. Замине некои други играчи, Виктор Крстевски, Лјупчо Христовски и така натаму. Заминувањето на овие играчи дојде во момент кога практично Слога играше со младенци, па беше навистина тешко. Дејан Михајлов, кој што е председател на клубот, го превземе тимот, односно тој го водеше, па сега се отвара прашањето. Слога веќе интензивно води преговори, имаме информација дека веќе се водат разговори за кој би можел да биде новиот новиот тренер практично на тимот од Виница. И сега со такви приказната заминувањето на играчите беше дека нели тие заминеле поради неисплатени плати 3, управата вели дека се должела една. Не навлегуваме во тие детали, тоа се нивно, меѓу себе нека рачистуваат, меѓутоа заминаа тие играчи, ете Слога Виница сега ќе мора буквално да состава нов тим, затоа што ќе мора да се толку многу квалитетни силувања за да може да се надева на опстанок пред да се надева на бараж, затоа што невозможно ќе биде Слога Виница да има директен опстанок, тоа ќе биде навистина невозможно. Само 7 полови, ако видите веќе има од 6-та позиција каде што е Новаци, дури, ако може овде режи уште еднаш табелата слика во слика. Еве ја табелата, имате табелата. 27 болови има Новаци, 7 болови има Слога Виница, тоа се веќе 20 болови разлика. 19 од Детонет Плачковица, што ќе биде навистина тешко, 17 бодови од Солово. Значи, Слога Виница има 17 бодови негатива од Солово. Односно од 8-то место. Тоа ќе биде навистина тешко, 15 бодови негативи од 9-то место од баражот, 10 бодови од 10-то и 10-то место, односно од зоната од баражот. Не знам како наистина ќе сака да се спаси Слога. 15 на превари во игра, по 3, тоа се 45 бодови. Значи пак ќе речем колку ви да сте перфектни, прашање колку противникот односно конкурентите ќе губат. Големо Конјери на нота од табелата, тимот одигра сезона која што најверојатно ќе биде само на епизодно улога, не најверојатно току рече сигурно само 3 бодови на своето конто, 15 месечини, тоест 14 бодови е негативата од 11-то и 10-то место. Да не зборувам веќе за повисоко Големо Конјери, нема што да се надева, тимот нема толку квалитет, финансиски не е толку стабилен, меѓутоа што е најважен позитивен пример. Самото село Големо Конјери Прилепско живее за фудбалот. Тоа е фудбалска средина која што дава многу за македонскиот фудбал, таму потекнал сам македонски Гоце Седловски, многу други фудбалски легенди. Големо Конјери мината сезона беше шампион во трета лига Југ, одлично играше во баражот со Тетекс, го загуби, имаше среќа во штрепката, меѓутоа нели на крајот на трета лигаш и шампиони влегоја. Само еден триумф против Кожув, 14 порази. Единствен тим кој што има под едноцифрен број на постигнати погодоци, односно 8, може да видите самата табела. Најлоша одбрана примени 62 погодоци. И тоа што е, значи тимот веќе мисли че некој добро е што ете го средија стадионот, го реновира, го направија за да може да исполни услови. Ќе се врати во трета лига Југ, мисли че ќе биде конкурентен, ќе биде повторно горе. Сепак се работи за една фудбалска средина, за едни одлични луѓе кои што морам да ги пофлам таму на челото со претседателот Тони Дановски, кој што навистина многу добро функционира, многу добро го прогуват клубот и ете тоа што е. Ова беше некаде се, почнувани гледачи, нема што многу да должам, некаде кажав јас збориме веќе повеќе од половина час ми се чини. Тоа ќе биде се, ви посакам на сите убава вечер и секако да се претплатат нашиот YouTube канал со цел да ги имате оние ексклузивни информации. Значи 150 денари е месечното членство, бидете дел на тој начин и ме поддржувате мене, работам на спортска мрежа, на сите луѓе кои што се вклучени во спортска мрежа. На тој начин ние се финансираме и секако на тој начин го работиме она што најдобро го знаеме и умееме за македонскиот спорт. Ова се беше за од ова издание на спортска анализа на спортска мрежа, ќе имаме неколку ексклузивни разговори, гости, меѓутоа во емисии кои што се наменати за нашите мембарси
Следете ја спортска мрежа, нашиот вебсайт www.sportskамрежа.mk и секој претплатете се на нашиот YouTube канал со цел и понатаму да ги следите на новите случувања од македонскиот спорт. Спортски поздрав!